Добри вечер, почитувани гледачи, добре дојавте. Што мисли народот на телевизија Стар оваа вечер со малку тргање од она што го имаме како редовна пракса за локалните политики, локалните самоуправи, политичари, пратеници, министри. Одиме во една сфера каде што со помош на двајца професори ќе разговараме за нешто што исто така е важно, што деновиве ни се случува и актуелно, не актуелно само деновиве, ама деновиве сите разбравме затоа што летаат ракети кон Турција, некои говорат веќе имаат домети до Србија, ако има до Србија, има и до Македонија, со тоа што војната не е она што на времето била, ќе слушнеме дека имало војна некаде далеку, тоа нас не тангира. Ево, денешно време очигледно не тангира. Ќе говориме за случувањата од аспект на тоа што и зошто Америка го прави тоа што го прави, зошто Европа реагира така како што реагира, како Македонија реагира и што ние од сето тоа можеме да очекуваме, кои се опасностите. Вечерва со мене и со вас универзитетските професори Методи Хаџијанев и Дејан Маролов, и ќе разговараме на темите кои што можеби ќе ви дадат малку повеќе светлина на она што ни се случува и што се можеме да очекуваме. Добро вечер за обајцата, драго ми е што сте овде со мене во студиото. Добро вечер. Добро вечер. Оно што го велам на времето беше војна, ако има, ќе ни кажат имало војна некаде таму далеку, ние можеме и да не почувствуваме. Како дојдовме до тоа да каде да се запука, каде и да се игра со оружје, ние овде веднаш почувствуваме не само економски, туку и на некој начин на сите полиња. Па мислам технолошкиот развој, прва работа која што влијае на ваквото чувство, второ меѓусебната поврзаност и глобализацијата го направи своето, економските интеграции, можноста за отворени граници, поевтинувањето на можноста да летате секаде, интернет технологијата, да се пренесуваат пораки во, што би се рекло, во реал тајм, сето тоа да се забрза, да се во смисла на тоа колку брзо се пренесува информацијата, но и во какав волумен се пренесува таа информација, со што можете директно да влијаете врз одредени одлуки, политички одлуки, да кажеме во дадена земја, да ја инхибирате моќта на одлучување, да едноставно нели како што било порано, и секако технологијата која што сега е направена со цел да можете да действувате од дистанца без да бидете реално загрозени. Сето тоа влијае на таквото чувство и на причините зошто всушност ние сега се чувствуваме на како што се чувствуваме. Во голема мерка воената технологија е навлезена во цивилната сфера и сето тоа всушност во пракса го започна асиметричните актери, да кажеме терористичките групации, после го надградија одредени државни субјекти, а денеска речиси да не постои современа агенција која што не користи така наречена dual-use технологија или технологија која што има двојна намена, која е направена за комерцијални цели, социјални цели, а да биде применлива и во безбедност и одбраната. За гледачите да знаат што може да очекуваат, Методи Хаџијанев од Војната академија и експерт по прашањата и искуство и практично во региони кои што биле под воени закани и долги години во областа и на сајбер безбедноста, така да и во таа насока ќе биде, а со професорот Маролов од правниот факултет од аспект на геополитиката, од аспект на меѓународното право, разговаравме при последното гостување, професоре, кога Трамп победи, што можеме да очекуваме, како да очекуваме. За Гренланд говоревме, уште тогаш се реализираше сето тоа, но ако се вратиме на тоа, очекувавте ли дека во ваква насока може да отиде она што го говореа луѓето, што се радува дека Трамп не започнал ни една војна, во меѓувреме ги започна веќе можеби во иднина и на двете раци ќе ги брои? Па точно е, во првиот мандат важеше тој мит и не беше мит, тоа ми беше реалност до некаде, велам до некаде зашто во определени воени интервенции сепак имаше и во тој период, меѓутоа веројатно тоа одеше на да се каже дека не започнал нова војна. На тоа се мислеше и некако и во самата негова изборна кампања тој одеше на таа карта, па јавно говореше дека посакува да добие Нобелова награда за мир, дека нели нема да започне војна, а тие што се започнати ќе ги заврши. Тоа му беше и целата кампања во суштина. Меѓутоа во пракса сега гледаме дека во некои 8-9 месеци како е на власт, практично имаме 8-9 војни во различни држави на светот. Да бидеме искрени до крај, не сите се започнати од него. Не знам, тие напади што се вршат од време на време во Сомалија, например, траат уште од претходниот мандат, постоја така да тие се и наследени. А во однос на она најголемата ескалација што ја гледаме денес што се случува во Иран,
до некаде и е очекувано, затоа што се знаеше дека еврејското лоби стои и те како позади него и во кампањата и претходно, така да ако се смета тоа како некој врвен израелски интерес на Израел, веројатно и беше за очекување дека еврејското лоби ќе се обиде да го искористи овој позитивно настроен председател спрема нив за една ваква акција како што ја гледаме денови. Јас би сакал нешто што го видов на едно скоро гостување на професорот Хаџијанев, кај што спомена нешто што за мене е многу важно, дека светот во последните 30 години живееше, мислам дека и државите и народот, луѓето живееа испаѓа во заблуда, дека не може веќе вакво нешто да се случува. Како да така некако, мислам дека имате една таква изјава и дека на тоа треба да заборавиме. Како дојдовме, дали сме биле во заблуда или што се смени за да се чувствуваме небезбедно? Овака, за да може да го разберат гледачите, чисто да појасниме. Прво, милјето, значи, кое се креира од оние кои што доминираат на меѓународната политичка сцена, во смисла на идеологија и во смисла на политичко убедување. По распадот на комунизмот и да кажеме завршетокот на студената војна, доминација на светски план имаше либералната идеологија, која што форсираше, да кажеме, идеолошки пристап на така наречена универзална светска влада, која би требало да ја ограничи сувереноста на државите, а преку тој концепт западната идеологија успеа да се наметне како водечка идеологија, односно оние вредности кои што тие ги проповедаа за мир, толеранција и на начин на кој што тие ги проповедаа, почнаа да ги изедначуваат во голем број од реторики, политички изјави, однесувања како универзални вредности. Сето тоа беше окей до некаде, додека не пораснаа одредени актери кои што почнаа да им смета тоа и кои што побараа свое место на политичката сцена, тоа е Русија, Кина, Индија до некаде, Иран и така натаму, кои што успеаа да стекнат одредена моќ со која сакаат да го предизвикаат таквиот систем, во кој тој вредносен систем веќе не сакаат да го изедначуваат, бидејќи не сакаат да бидат подредени во целата таа политика. И сега од тука, кога излеземе од тој концепт е тој либерален, дека ако сите влезат во една, нели, идеална, да кажеме, колективен систем, како што е Обединетите нации или НАТО и така натаму, дека демократиите, ако станат демократски, дека нема да војуваат помеѓу себе. Има сега тука филозофски дисциплини, филозофски научници, политиколози кои што зборувале за тоа и така натаму. Меѓутоа, имаше фалинки таа теорија, таа имаше економска димензија, тоа е така наречената економска теорија на мирот, дека две земји кои што имаат Макдоналдс, велеше, нема да се војуваат помеѓу себе. И велам има фалинки, например Србите имаа Макдоналдс кога беа бомбардирани, Панама имаше Макдоналдс кога беше бомбардирана и така натаму, Грција и Турција како членки на НАТО завојуваа и така натаму. Значи сето тоа некако се ставаше под тепих затоа што беше доминантна таа идеологија. Сега веќе не е тоа така, таа е предизвикана, има поинакви, како се вика, ставови, гледишта. Тоа го видовме уште на, да кажеме, 2014 година, кога беше извршена инвазија врз Крим. Само ќе ви дадаме една споредба, тогаш ниот советник на председателот Трамп, Макмастер, кој што беше советник за национална безбедност, на конференција висока во НАТО, изјави дека пред инвазијата на Украина, мислевме дека тоа ќе биде најдосадниот НАТО самит. Зошто? Затоа што не очекувале дека ќе се случи тоа. Он беше многу коректен и кажа дека целото сите разузнавачки податоци биле на места, тие ги имале, ги гледале, но едноставно не можеле да поверуваат во тоа. Тоа е можеби најдобро објаснување за ова што го рековте вие, зошто сме креирали. Значи тоа е еден идеален свет, идеалистички би рекол. И внимавајте, мора да кажам дека тоа се циклуси во општествените односи. Имало, да кажеме, претходно на тоа следи еден сериозен реализам, каде што имате студена војна, имате два воспоставени блока кај што ништо не може да биде мрднато напред или назад. И сега повторно се враќаме од растурање на тој еден систем, таа архитектура. Вакви циклуси постоеле, например пред распадот на Лигата на народите или после, е период кога всушност е во предвечерието на Втората светска војна. Лигата на народите е последица на Првата светска војна. Обединетите нации како колективистички систем баш оваков е последица на Втората светска војна. Затоа реков тоа се циклуси и сега прашање е дали ова архитектура на сегашниот поредок, на така наречен rule-based order, ама под принцип на либералната демократија, ќе може да издржи да не втурне во некој
посериозен конфликт или ќе заврши по регионални конфликти, Русија, Украина, Колски залив и така натаму. Сега, ако говориме, ги споменавме Обединетите нации, за звечка оружјето околу нас, никој не ги споменува Обединетите нации. Колку меѓународното право веќе е ставено вон, па би рекол употреба вон, никој не прашува, никој не реагира. Да, може би било лажно тоа дека некој може да не заштити, ама сепак верувавме дека има таму некој совет на Обединетите нации, дека некој во светот да кажем, може да не било лажно, реагира. Не било лажно, постоел концепт кој што ги штител и навистина ги штител. Принципот, на пример, интервенцијата на Југославија е под превезот токму на таа хуманитарна интервенција, убедување дека треба да им се помогне на угнетените, човековите права и така натаму. Независно од тоа што се поминало под крпата и каков криминал се развил, размена човечки органи, злоупотреби и така натаму. Меѓутоа тоа е наративот и они навистина штителе. На пример, од враќањето на Русија да влезе во дел од државите, и оно што сега и смета е зачленувањето на дел од источните држави, бидејќи се чувствувале несигурни од Русија, страв, да влезат во НАТО сојузот, и тоа ги одвратило, бидејќи во тој период Русија беше доста слаба, фрлена на колена и не можеше да преземе некаков чекор за да може да побара овие кои што беа условно сателити на Советскиот сојуз во тој Варшавски блок да може да бидат окупирани. Така да не е само чувство, имало механизми, постоеле механизми со кои се била гарантирана таа. Точно е дека постојат пукнатини во тој систем. Има бројни примери кои што може да се послушат. Например, Турција кога се разгневи во првата залевска војна затоа што Холандија и дел од европските земји одбија да пратат сили за да го штитат како НАТО сојуз. И тие беа први кои што го тоа беа маргинални случаи кои што во тој либерален занос на победништво по колапсот на комунизмот и така натаму беа ставени под тепих. Не дека имало празнини кои што денеска се огромни кратери и огромни пукнатини на целиот либерален концепт. Денеска посебно во оваа последна ситуација се чувствува како никој да не бара реакција од аспект на меѓународното право. Дали е суспендирано и како стоиме таму, бидејќи се доаѓа впечаток, ајде буквално да го кажам дека Трамп може што сака да направи. Тој излегува и вели, јас го сакам Гренланд. Тој излегува и вели, јас го убив Хамнеи, ќе ги убиеме сите негови наследници. Ова е некако несватливо за светот. Па дека е суспендирано, не би рекол суспендирано, ама дека во пракса веќе не функционира, тоа е многу очигледно на сите. И дека не му се ни посветува некој посебно внимание, и тоа е исто така очигледно. Конкретно ако збориме за Америка или председателот Трамп, впечатокот мој е дека претходно интервенции секогаш имало во странски држави, меѓутоа барем се правела некоја или се посветувало некое поголемо внимание за да се направи некаква бланда за да се правдаат тие интервенции согласно меѓународното право. Па се ставале некои вредностни единици како воведување на демократија, слобода на народот, слобода на избори, права за човекови права и така натаму. За прв пат сега гледам некако премногу суров реализам, кај што председателот Трамп излегува за она што се случи во Венецуела и вика, ни треба венецуелската нафта. Значи ја правда буквално со оно што можеби сите го знаевме што е во позадина, обландата за човекови права, за слободни избори и така натаму, за демократија е на трето или четврто место или одвај спомната, што е страшно затоа што за прв пат се соочуваме со тоа. Инаку Обединети нации постојат уште. Дали беше вчера или завчера имаше Совет за безбедност на Обединети нации, кај што се дискутира постојаните членки на Обединети нации, беа поканети и делегации на Израел и на Иран како засегнати. Интересното е тоа што на самата дебата, на која не се даде некој преголемо значење, затоа што во суштина и нема некое реално значење, освен дебатен клуб во моментов. Интересното е тоа што и двете страни се повикуваат токму на меѓународно право да ги правдаат своите акции. Значи, ниту Израел, ниту Иран не кажа оно што го правиме што можеме и не е гајле за меѓународно право. Двете се повикуваат страни на правото на самоодбрана. Значи, практично двете тврдеа дека делуваат во самоодбрана, што е легално согласно меѓународно право, ама не на начин како што се спроведува у пракса. Ова не е баш самоодбрана, ама пак се повикуваат на нешто. Рековме Венецуела беше, нафтата сега ја има. Ако одиме по тоа дека имаме некоја биполарност во моментот се создава,
бидејќи Америка на некој начин сакаше да прекине војната во Украина и се уште е на некој начин спротивставена со Русија. Има теории дека ако говориме од аспект на економијата, ако сакала Америка да ја ослабне Русија, во суштина со она што се случи со заливот Ормудски или како беше кај што треба да поминува нафтата, дека ги сврте дел од азиските корисници кон Русија, повторно дека ја ојакнува. Колку економската позадина и ресурсите се во коренот на ова што се случува? Прво да разбереме, нападите и во Венецуела и во Иран, точно е Иран дел заради еврејското лоби и заради Израел и под стравот на Израел од она што Иран го тврди или Иран го заговара или се спрема во последните 20 на години, а тоа е да го избрише Израел од земјата, нели? Стравот кај Израел е дел од причините за интервенцијата врз земја. Меѓутоа, подобар дел од причините е Кина, бидејќи и Венецуела и Иран се двата најголеми извори на Кина со нафта. Кина има 35% од вкупното нафта кој што ја зима преку Иран. Со ова, фактички, идејата е да се зададе удар на прогресот на Кина, бидејќи преку ова они сметаат дека Кина ќе нема да може, не тврдам дека тоа е така, затоа што има други теории кои што кажуваат дека Кина веќе однапред го има диверсифицирано енергетскиот баланс, имаат некаде над 150 и кусур дена резерви кои што можат да издржат без да црпат гориво и фактот дека за да ги избегнат санкциите имаат развиено не класични рафинерии, туку мали микрорафинерии преку нивниот ланец на снабдување за да може да ги избегнат санкциите на Иран. Значи да објаснам, идејата со ова е да се стави крај на тоа избегнување на оној контролиран rule-based order кој што е воспоставено таа либерална хегемонија и да се избегнат и да се зададе удар на Кина во тој дел да може да напредува и да ја подхранува својата технолошка напредност, бидејќи јазот помеѓу Кина и помеѓу САД се смалува со темпо забрзано кое што излегува надвор од проекциите на САД. Сето тоа ги става САД во една многу независна ситуација и во еден класичен реализам, би рекол структурен реализам, има два типа на реалистички школи, едната е human behavior, другата е структурален. Ја би рекол структурален во оваква архитектура на општеството, они сметаат дека е нивно право, нивен интерес да реагираат на начин на кој што реагираат. Не тврдам дали се во право или не, само велам како се однесуваат. Прагматично тие велат во наш најдобар интерес е да сега и кажеме не на Европа, бидејќи они ќе не заглават со идентитетски прашања, LGBT прашања и така натаму. Ние немаме време да се бавиме со тоа. Втор проблем ни е ова пререгулацијата на информатиската технологија, вештачката интелигенција која што ја прави Европската унија, а тоа го прави со цел различниот фокус да ги заштити индивидуите со право велам Европската унија, меѓутоа тоа оди на сметка на бизнисот на америчките компании, бидејќи најпогодени од тие регулативи се америчките компании кои што треба сега да го забават нивото на прогрес. И третата работа е кај што тие велат многу поголем прагматизам кон Русија и Украина, бидејќи таму зборам за сегашното водство, не за претходното, каде што велат загубена е дечки ситуацијата таму, тоа е загубено тоа што е земено, повеќе не верувам дека ќе успеете да го вратите некогаш тоа. Ние немаме време сега да се бавиме да одиме со сила да се врзуваме со Русија, бидејќи имаме поголема пречка, односно поголем проблем, а тоа е растот на Кина. Тој раст не успеа да го сотрат со санкциите кои што ги воведува, затоа што Кина направи амортизација многу слично на Русија, иако во поинаков контекст. Направија модел преку кој го байпасираат делумно тој, да кажеме, тој бафер кој што се обидуваше САД да го направи, бидејќи санкциониот режим на САД е и како силен, затоа што внимавајте, целата светска економија е прво базирана на долар индустрија и втора се оди преку ИБАН и преку кодовите кои што, значи било која трансакција да направите, кога ќе направите провид преку ИБАН, дел завршува во САД, значи парите завршуваат кај САД. Со дедоларизацијата која што ја заговара Кина, удираат по економскиот дел, со индустријската револуција која што ја прави Кина во развојот на вештачката интелигенција, во развојот на технологијата и независноста во микропроцесорната електроника, Кина всушност има сериозен капацитет да прерасне во нешто што е сериозен предизвикач во воена смисла и да и прекоси на САД за да може да биде глобален лидер. Не би рекол дека е биполарен светот, би рекол дека е мултиполарен, затоа што се појавуваат неколку пола. Не го заборавајте растот на Индија овде, затоа што сега на пример Европската унија склучи договор со
Индија за отворен пазар, што автоматски дава некој нов спин, нов однос на целиот дали тоа ќе значи раскинување на нераскинливото ткиво меѓу САД и Европа, Западна Европа зборувам, или пак тоа ќе значи само кревок обид на Европската унија во една апатија лидерство, бидејќи немаат добри водачи како што гледаме, имаат само зборачи кои што зборуваат 4 години дека ќе направат нешто во Украина и не можат ништо. Многу се силни кои ќе дојдат кај нас да ни кажуваат како немаме права и така натаму и така, а они се тие кои што ги кршат сите права. Например, нивна земја членка Бугарија е осудена неколку пати од Европскиот суд за човекови права, меѓутоа тоа како основна темелна вредност, како основна темелна вредност они не би го признаваат. И сега тука се тие знаете и сега кога ќе ги видите како попчиња кога ќе седнат пред Трамп, како ќе се поделат и како сите одат на бакни рака условно, би рекол гледате дека они имаат фейк лидерство, неспремно за вакви едни размери, треба да видиме што ќе значи тој договор. Затоа реков Индија да не ја исклучиме целата оваа приказна, која што во моментот сака да се тргне да биде неутрална, но во исто време има сериозни договори со Русија и сериозни договори со Кина за воено напредување. Така да целата оваа интервенција гледате од аспект на Кина. Да, Иран е во овој дел, бидејќи ако Иран крахира, тоа значи сериозен удар за Кина. Дали ќе крахира Иран треба да видиме, бидејќи има тука многу сега веќе многу поинаква е матрицата на односи, за разлика од интервенцијата врз Југославија, од интервенцијата врз Ирак, од интервенцијата врз Либија, да кажем, или врз Сирија во најмала рака. И времињата се други и технологијата, очигледно, како што реков се на почеток. На ваш терен доаѓаме, професор, Европа, што не споменуваме на некој начин. Реакциите на европските лидери практично во врска со ова што се случува во моментот и со нападите и војната практично во Иран, некако како да се во некоја блага форма каде е ова на некој начин, како што кажа професорот Хаџијанов, дека во суштина тоа се циклично се повторуваат и некои нови работи се случуваат, како се создава некој нов светски поредок. Каде е Европа во тоа создавање во моментот и како ги оценувате реакциите кои што Европа ги има во моментот? Само Шпанија на некој начин едноставно, како да кажа, некој изричито не, останатите во обланди зборуваат. Па да, се согласувам со професорот во делот на цикличните кругови, што историски ако посматраме на вистина, тоа постоело и веројатно ќе постои и во иднина, ќе се случува. Значи после големи трагедии се оди на некакво помирување, па се враќа големи договори. Така, големи договори кои се најавуваат на голема врата, па за по некој време да се вратиме на суровата реалност и пак почнува од ново тоа. Инаку тоа што спомнавте за Кина и те како можеме да ги наблюдуваме процесите од аспект на америчко-кинеските односи, не само за Иран и за Венецуела тука и јас би додал и Гренланд, позадината со Гренланд стои и кинески интереси, ако сакате и Панама и така натаму. Значи буквално веќе тоа е некоја шаховска игра кај што и те како се игра помеѓу големите играчи, нели? На терен каде е Европа сака да настапува како некој, односно мора да настапува како некој заеднички ентитет за да и се слушне гласот, затоа што поединечно се премногу слаби. Меѓутоа, очигледно дека во тоа не е многу успешно, затоа што Европа не настапува со еден глас. Многу повеќе реагира на процесите од што ги креира као политики. Значи гледаме ние дека Европа или европските земји повеќе реагираат на интервенцијата која САД и Израел ја прават во Иран, отколку што реално беа и така барем нас не изгледа, реално биле консултирани околу тој процес. Гледаме дека поединечни се уште мокни европски држави како добре, Велика Британија не е дел од Европска унија, ама европска држава. Трамп би директно го спомна и Стамер, премиерот, и говореше токму из Англија, не остава никаде да не е спомнато, да некој да не се чувствува дека е заборавен од Трамп. Точно, така е, ама и како се индиректна порака на некој начин. И се види дека сега као сакаат да фатат некој приклучок и Велика Британија и Франција испраќа некои трупи, иако првично има некаква реакција дека можеби ова не е најпаметното нешто, меѓутоа кога веќе гледат дека не можат да влијаат на одлуките, барем се придружуваат во евентуално делење на енергетскиот колач кој би настанал ако ова цела операција на крај биде успешна онака како што сакаат Америка и Израел, иако ја не би рекол дека е 100% исти интересот и на Америка и на Израел. Има таму нијанси во секој случај. Жално тоа што Европа е сведена на актер кој реагира. Ама тоа не е ништо ново, за жал. Не знам, земете што кој сакате пример, еве едно Косово што ни е сосед,
најголем дел од државите членки на Европска унија го признаваат, ама сепак има неколку држави што се членки на Европска унија не го признаваат. Грција, Шпанија, Словачка, мислам дека е. А во исто време Косово се движи кон евроинтеграција. Значи како би влегла нова држава како членка ако имате членки кои не го признаваат. Значи тоа не е нешто ново за Европа. Така да или ќе се консолидира Европа или нели се доаѓа во прашање незината суштина. Економскиот дел веројатно ќе остане, меѓутоа зборуваме за политичкиот дел. И за двајцата размислување, сега некако се поклопуваат работите, Трамп повлече дел од амбасадори, направи одредени промени и како да испрети некоја порака дека се откажува од не влијанието, меѓутоа од Западен Балкан имаше поддршка токму. Како ќе влијае овде? Не би гледал така. Ја гледам дека во суштина Трамп пита на друга страна од она што пита до претходно. Смената внатре рачуните е негов хендикеп од првиот мандат во кој што не успеа да го направи таа смена, надевајќи се дека администрацијата ќе фати чекор со него, меѓутоа тој го изблокира на многу места и тоа им беше првата анализа која што ја направи, затоа сега направија сериозен рез, го укина USAID бидејќи сватија дека тоа е цифонот преку кој демократите успеваат да перат пари, да издвојуваат дејства, иако мора да го нагласам дека USAID има огромни бенефити од него. Да не ме сватите погрешно, над 40 или 50% од оно што го гледаме во социоекономска смисла кај нас во стабилност е помош од USAID. Да. Имате само сите сакаат да ги кажат работите кои што им одговара. Значи не ги амнестирам од тоа што било правено во црн дел, и тоа мора да се нагласат и бенефитите кои си USAID ги дал. Така да они исекувајќи го тоа и секоја доста пипци на демократите и смената внатрешна рачунајте дека тоа е борба на внатрешен план. Откажувањето од европското водство кое што е блиско до демократите и наративот кој што го генерираат заради контрамиграција, контраидентитетски прашања. Блиска со неговите противници таму. Тоа апсолутно е исто така проекција за внатрешен план, бидејќи они немаат страф од Европа дека ако нешто прави тоа, ниту пак нешто ќе им направи. Тоа е повеќе спремање за мидтерм изборите кои што се сега во ноември и војната во Иран може да има одлучувачка точка за тоа и заради тоа велам влегуваме. Ако ставите по теорија на игри, кога ќе правите геоанализа, има една како се вика делот таа теорија на игри заговара дека сме во една многу опасна ситуација затоа што сите три играчи клучни Иран, Израел и САД имаат иста амбиција, а тоа е на сите три им треба војна. На САД му треба војната за да ја добијат војната и тоа значи дека ќе продолжи зборам овој конфликт. Тоа значи дека на САД му треба војната за да може да бидејќи влегува ги дигнаат очекувањата многу високо, а пораз или повлекување за пирање сега на војната седнување на преговори би било погубно за мидтерм. На Израел е екзистенцијално прашањето и тие влегуваат во војна и на Иран е екзистенцијално прашањето и тие влегуваат во војна. Како ќе се открие и како ќе се одвие сето тоа може да го анализираме ако имаме време, но значи во смисла што ќе значи тоа оперативно. Како да мора да направиме разлика помеѓу политичките цели и оперативните капацитети на теренот, бидејќи на крајот на денот овие политички цели ќе мора да се спојат, да конвергираат со оперативните цели. Ако не се случи тоа, во тој случај ќе имате крах. Само за да ме разберете и гледачите да разберат, на пример Југославија за време на нападите немаше оперативни загуби. Они изгубија на маса кога требаше да седнат да преговарат затоа што не знаеа колку многу НАТО ќе продолжи да тепа по цивилна инфраструктура и колку време ќе им треба за да може да се оправат, бидејќи они имаа сериозни како се вика нарушувања или сериозни губитоци на цивилна инфраструктура. Земете мостови, земете телевизија и така натаму. Тој калкулус го немате сега кај Иран, бидејќи они се очигледно all-in на овој дел, сосема поинаков мајндсет на водство, теократско водение кое што е поврзано со религија, кое што зарива длабоко во корените на историјата уште од британското подвојување на сунити, шиити и назначување на едни за водачи, на други за подчинети. Зарива опфаќа регионална димензија, бидејќи овде во игра се голските земји. За сега првата претпоставка на САД и на Израел дека Голскиот залив, земјите од Голскиот залив, тоа се арапските монархии, дека ќе влезат во конфликт не се остварува. Сето тоа сега значи ја менува
матрицата на излезни резултати, бидејќи целата војна сега се сведува на војна на исцрпување. Сад од денеска или од Сабајлево го сменија концептот на војување од обезглавување и шок, сега се на деиндустриализација и шок. Тоа значи сега почнуваат да применуваат она што го реков, техниката на овој како се вика punishment се вели тоа, бомбардирање за казнување со цел да можат да предизвикаат внатрешен бунт. Дали ќе успеат во тоа? Искрено не сум многу сигурен, освен ако не направат, не се подготват, и мислам дека тоа е резервната варијанта, тоа да се подготват да влезат копнено. Таму што апсолутно е во многу неповолна ситуација ќе ги стави. Или пак ќе видиме некој џокер на изненадување кој што до сега не го немаме видено, тоа е внатрешен бунт, затоа што една од слабостите на Иран, мора да го кажам, е што Иран е налик на Југославија. Има многу етникуми и тоа значи внатрешна поделеност. Не сите до крај се поврзани со сегашното водство. Имате дел кој што се јасно против водството, имате добар дел кој што се за сегашното лидерство и имате дел кој што е неутрален. Декапитацијата или обезглавувањето очигледно не го даде очекуваниот резултат, да неутралните, овие што се во средината, се приклонат кон незадоволството, напротив, дури некои аналитичари сметаат дека создало ефект на обединување, на солидарност со жртвата, дури излегува сега и анализи кои што се, да кажем, пак ќе кажем, ова е се од отворени избори, значи за да не бидеме дека тврдиме дека тоа се факти, дека изеден податок, дека анализа која што вели дека ајтолахот намерно се жртвувал, знаел дека е под мониторинг, знаел дека ги следат и така натаму, со цел да го предизвика токму овој ефект, обединување на нацијата и да стане маченик, да биде пресликан во муслиманскиот свет како маченик. Таа димензија е сериозен сегмент во калкулусот на тоа како ќе се одвиваат работите па натаму. Но да се вратам накратко, ќе се вратам и на предвидувањата за тоа што и како, што избра Америка, Соединените американски држави за настап и како да ја реализира таа интервенција, но ќе се вратиме на тоа. Но јас би се вратил на ова што се случува со дипломатијата. Дипломатијата практично е исто така во употреба како и меѓународното право, сосема очигледно. Но можеме ли да разговараме, професоре, за тоа што во суштина се ова ќе значи за Македонија? Од аспект за тоа, ние сме определени кон Европската унија, Европската унија очигледно праќа порака, нам ни праќа порака подолго време дека е немоќна. Ако е немоќна една своја членка да ја принуди да почитува и пресуди, да почитува и право и да не блокира, колку можеме да чекаме да биде моќна сега во ваква ситуација, кога и Западен Балкан е во прашање каква ќе биде поддршката, односно Соединените американски држави некако како да се повлекуваат од целата, беа некој гарант, да се разбереме. Што е пораката за Македонија, како Македонија ќе излезе од себе ова, дали ќе почувствуваме последици, освен стравот дека може и ние да бидеме вовлечени како НАТО членка? Па последици ќе има, сакале или не сакале, се надеваме дека нема се толку видливи да бидат осетени од обичниот народ. Последици веќе се чувствуваат на цената на нафтата на светско ниво. За само 2 дена рипна за 10% акциите на нафтените компании, што е некој сигнал. Понекогаш берзата реагира и само на гласини за може напад, а сега на вистина се случи напад, никој не знае колку ќе трае. Знаеме дека тука протокот на нафта може да биде запрен од Иран, има некој нема официјално најавено дека е сопрен или протокот на нафта, но самите танкери одбиваат да поминуваат од таму затоа што имаше неколку случаи кај што беа нападнати, така да Трамп вели ќе ви понудиме заштита. Трамп вели ќе понудиме заштита, ама сега замислете вие возите танкери кои се огромна сума на пари, на долари, не е баш едноставно да ризикувате и да пробате да помините па да видите што би да се играте нели рулет, па што ќе ни се случи тоа. Така да самиот не мора ни ништо посебно да се случи, самиот момент дека сега бараат различни рути, различни алтернативи бродовите ќе донесе некое покачување на нафтата сега. А па ако се покачи нафтата, нели тоа си повлекува на целокупната економија, така да нема начин да не осетиме барем минимално, да се надеваме дека економски, дека ќе биде тоа на политички. Ние сме таму кај што сме, членка на НАТО, и со тоа нашите опции тука се исцрпени за некаква независна позиција во однос на конфликтот. Ако сме членка на НАТО, ние мора да го следиме ставот на НАТО, но и самото НАТО гледаме дека е ставено во некој втор план у моментов. Трамп избира да реагира унилатерално
во случајов заедно со Израел, во случајот на Венецуела баш беше видливо унилатерално. Секогаш Америка у сите претходни интервенции, каде и да биле, еве Ирак да го земеме на пример, или сакате Косово, кој год да ја земеме, Афганистан, секогаш пробувала да интервенира на, како ги викаат они, коалиција на волните, оние што сакаат да интервенираат. Барем ставале обланда дека има повеќе држави, заедно интервенираме. Јас се сеќавам дека во Ирак, мислам дека и Македонија беше наведена во државите кои во коалиција на волните и заедно со Албанија, иако немаме никакви реални капацитети, ама става еден куп држави за да го представа тоа дека реагираме заедно, ако веќе НАТО не е волно да реагира, нели? Меѓутоа сега се оди на унилатерално делување и НАТО е ставено на вчера ни беше гостин генералниот секретар на НАТО Руте. По тоа што го знам, не е дека сега доаѓа тука заради ситуацијава, туку тој има однапред планиран schedule, распоред кој каде ќе посети, а моментот што он е тука у Македонија во една ваква ситуација ни покажува дека никој не го вика на некој побитно место, како да ви кажам, тоа ви покажува каде е и НАТО у моментов. Ама ние као Македонија сме, нели, често пати викаме малата Македонија и многу пати погрешно го тоа употребуваме малата Македонија, малата Венецуела, ќе слушнете по медиумите. Знаете какава е Венецуела, например? Малата Венецуела, да ги земете териториите на Франција и на Германија заедно, малата Венецуела е поголема, например, ама мала е во однос на другите, значи како ги мериме тие работи. Во однос на Европска Унија и Западен Балкан, тој пакет што го кажа премиерот пред некое време како можно решение, прием во пакет без право на вето, јас сум го зборувал многу од поодамна и сум мислел дека ќе дојдеме во таков еден пакет, сите овие земји кои се од Западен Балкан да влезат или со право на еден глас или без право на ниеден глас. Што не значи дека тоа нема да се смени постепено после многу години, таа ќе биде постепена интеграција, ама самиот момент на добиеме ние членство во Европска Унија би бил нели остварување за нас некои геостратешки цели, бидејќи ние и да сакаме нема каде да припаѓаме на друго место. Нема алтернативи, тука сме кај што сме. Во тој Западен Балкан што инаку не постои географски, јас кога одев училиште не сум учел по географија Западен и Источен Балкан. Тоа не постои. Тоа е геополитички термин што нели требаше да ги стави државите од поранешна Југославија, минус Словенија плюс Албанија. Меѓутоа еве го створи и сега припаѓаме таму и мора да се движиме едноставно во тој пакет во кој сме ставени. И немаме некој претерано голем маневар за некоја независна игра. Како држава. Не зависиме самите од себе, најмалку од нас зависи. Да се вратам малку и на во тоа гостување кое што го гледав скоро, Хаџијанев вели прашање, уште пред да започне прашање, што ќе изберат? Дали хирушка интервенција, дали копнено тешко дека ќе може? Сега мислам дека се поизвестно дека има копнена офанзива. Меѓутоа, имаме една страшна порака за обичните луѓе. Прво, гледаме како да гледаме акционен филм, што сме го гледале пред 10-20 години, така ни стојат работите, или видео игра дека некој се игра, ракети летаат ваму таму, кон Турција ги пресетнуваат, кон Кипар оди. Пораката е дека не сме безбедни. Кој гарантира и кој избрал дека, да речеме, Соединетите Американски држави ќе изберат, ќе кажат таму и таму не се добри работите, ние таму ќе ги средуваме. Која е пораката која што имаме од целата оваа војна и посебно од аспект на сајбер безбедноста, употребата и на вештачка интелигенција, технологијата, знаеле точно каде ќе биде Хамнеи за да го убијат. Знаеа за 2 часа да го приведат Мадуро. Мислам дека начинавте неколку прво околу перцепцијата. Таквата перцепција дека ние сме го гледале тоа или дека нема се случи, оно што го кажа со Макмастер, шокот кој што они го доживеале после инвазијата на Украина. Тоа значи дека треба да излеземе од обландата на тоа дека се ќе биде најс и дека се ќе биде како што либералниот концепт замислуваше или дека е така. Ќе се вратиме на Тито, да живееме како да тој првиот дел, реков циклуси. Тоа се не е шега, тоа е циклус, тоа е реалноста што ние треба сега да ја почнеме да ја размислуваме. И во економска смисла и во ова. Сега тоа што имате одредени, како да ви кажам, луѓе кои што не се запознаени со овие, не се алфабети, залутале во приказната, тоа што не знаат дека што е наменска индустрија и кој што ви каже па тоа е штета и тоа е економски трошок. Не е така. Самиот бизнис логика ќе ги прашате добрите бизнисмени ќе ви кажат дека ризикот создава капитал или дека во ризикот може да имате шанса. Јас не велам дека ние сега треба глава мишаком да одиме да војуваме или нешто друго. Сакам само да кажам дека мора соодветно да се изгледаат тие ситуации, да се разгледаат тие опции и да се најде правилното решение. Тоа е околу перцепциите
каде сме и зошто тоа се случува. Во однос на рековте во однос на сајбер делот, сајбер димензијата, сите овие конфликти имаат сериозна сајбер димензија. А НАТО тоа го препознаше 2015, значи пред 11 години го воведе сајбер просторот како нов домен за војување. Како што е воздухопловството, како што е морнарицата, како што е копнената војска, сајбер просторот е нов домен за војување. Кога ќе зборуваат сајбер простор, многумино не го разбираат. Тој се ни викаат што ние имаме со сајбер. Сајбер значи е многу повеќе од обично хакирање, фишинг напади и така натаму. Во него се интегрирани елементите на електронското попречување, елементите на парализирање и блокирање, елементите на дејствување на така наречена deception или измама. Постои сега сериозен сегмент на интегрирање на автономни апликации за вештачка интелигенција, кои што се војдуваат во системите за командување, но и во системите за дејствување. Овие системи не се до крај автономни, се уште, меѓутоа нивната автономност беше тестирана во неколку наврати, имаше неколку инциденти. 2011 уште е првиот инцидент каде што дрон на турската армија во Либија тоа се заташка, имаше автономна одлука која што беше многу кобна. Во однос на прецизноста, мора да кажеме дека постои human in the loop, што се вели, а тоа е дека без human овие работи нема да бидат до крај точни, бидејќи сите овие апликации на вештачка интелигенција работат на база на алгоритми кои што се создадени од човек, човечки фактор, и тие алгоритми се направени на база на податоци кои што ги храните. Колку податоци ги храните и какви податоци ги храните, ќе зависи и он така работи. Он е направен да во одреден момент сам почнува да генерира податоци, меѓутоа на словенците неодамна им се јави еден шок кој што бара сега, значи бара поголема прагматичност, бара поголем централизам, што е различен од целиот либерален концепт на децентрализам. А тоа е да им се јави така наречен flash wars, да нивните апликации за вештачка интелигенција почнаа да појавуваат прагови, да влегуваат во конфликт помеѓу себе. Набавка на две институции, агенции од различни производители започнаа да се гледат како себесни непријатели и влегува така наречен flash wars без да бараат одлука од овој го алармира тоа. Они го држат тоа многу под тепих, ама значи излегуваат. Едно е под тепих, друго под контрола се држи. Но сега значи да завршам, се уште војната која што се води, сакате во Украина која што е многу сурова, сакате во Иран, во кој што гледаме судир на два концепта, едниот е супериорен технолошки, кој што е, да кажеме, форсиран од Израел и од САД, кои според нивните тврдења укажува дека имаат резултати, а другиот е доктрина на еден хибрид кој што е комбинација на асиметрично војување, растрес и распоред и почивање на масовност, на принципот на масовност, не преку луѓе, туку преку оган. Тој принцип на масовност преку оган го постигнуваат преку ракетните системи, кои што успеваат да ги произведуваат, бидејќи во изминатите 20 години Иран се подготвуваше за оваа војна. Во изминатите пак 8 месеци тоа забрзано го направија после 12-дневната војна со Израел, затоа што тоа беше она што го викаат оперативците насилно разузнавање. Тие преку војна фактички сакаат да видат кај се податоците, каде им се целите, кои се слабостите, како ќе реагираат нивните системи и така натаму. Што се случува сега на терен? Имаме две опции. Или бидејќи од вчера или од Сабајлево нападите, односно бројот на проектили кои Иран успева да ги возвраќа е драстично намален. Тоа се два индикатора. Едниот индикатор е дека САД имаат масовна точност во она што го прават, а тоа е дека имаат уништено добар дел од насилните проектили. Вториот курс на акција е дека овој како се вика, ова е само стратешка пауза за Иран и дека тие почнуваат стратешко прегрупирање на целите затоа што знаат дека до оваа фаза по тестирањето од 12-дневната војна нивните лансерни проектили се идентификувани. Мора да кажам дека начинот на кој што целата концепција на одбрана која што е организирана на Иран потсеќа многу на југословенскиот концепт на одбрана во време на за време на овој како се вика косовските напади. Зошто? Затоа што имаат масовен растрес и распоред на силите, имаат голема децентрализираност и она што е унапредување е благодарение на Кина и на која руска доктрина на користење на артилериски системи и поврзување на ПВО радарските системи. Она што е сега напредното или што можам да го забележам е
две работи. Тоа е прво таа асиметрија или инкорпорирање од она што Ал-Каида успеа да го наметне, да се користат цивилни структури за воени лансирања. Значи голем дел од лансерните рампи им се на цивилни возила, од цивилна инфраструктура, и заради тоа се Асад имаат деиндустриализација, значи те пат под цивилна структура кои што сметат дека се легитимна воена цел. А уште не знаеме дали има вистина за одбојкарките или за учениците, бидејќи оставаме простори на фейк ньюс. Ама може, ако дошло, може би и причината ова што говори. Така е. Следен сегмент е она што кај доаѓа кинеската компонента овде, и тоа е тоа што ги плаши и САД, е дека голем дел од дроновите сега се претворени во сензори кои што им даваат податоци, а не самите радарски системи. Радарските системи се упалуваат откако веќе ќе имате затворена цел, и тоа веќе ги прави многу тешка цел за САД. Значи тоа е вториот курс на акција. Треба да видиме што ќе се случува, меѓутоа она што јас го гледам сега, прво имаат се уште внатрешен непријател сериозен Иран, тоа се инфилтрирани луѓе кои што ги идентификуваат новите. Животниот век на политичар веќе во Иран се сведува во часови, не во денови. Тоа е прв момент. Втор момент, тоа значи дека има внатрешни се уште шпиуни кои што работат на земјата и кои што даваат насоки. Вториот момент е дека како се вика, дека намалувањето на бројот на проектили е најверојатно смената на концептот на бомбардирање, а тоа не е веќе шок и декапитација, туку е шок и деиндустриализација, односно гаѓање на парализирање на тој комплекс. Зошто реков налик на Југославија и на така наречена општа народна одбрана, во голема мерка постојат податоци кои што се сериозни, кои што укажуваат на тоа дека Иран го има трансформирано целата наменска индустрија да оди под земја и дека се уште сега произведуваат, додека војуват и произведуваат. Тоа е онај одбранен систем на Југославија, сите во одбрана и заштита, каде што имавте прирачни средства кои што за време на војна би продолжиле да би ја дале таа жиловост на децентрализирано војување, на партизански начин на војување, за да можат да произведуваат и да им дават, да ги хранат тие издвоени центри за да можат да одвраќаат. Дали тоа ќе биде така, треба да видиме. Иран игра многу мудро на еден трет фронт, а тоа е напад врз голските земји, со што го инхибира капацитетот САД да ги зема, да ги вклучат во војната, бидејќи во однос на парите, ова е војна на исто така на истрошување, во однос на парите, еден проектил на Иран, или да кажеме Шахид дрон, кошта некаде околу $80,000, еден систем кој што треба да го собори Шахид проектилот, кошта околу милијарда. И сега вие рачунете колку такви се испалени, колку капацитет, бидејќи првата причина зошто Израел побара да седне на преговарачка маса после 12-дневната војна е затоа што немаа залихи. Предпоставката дека САД имаат доволно залихи и дека ќе продолжат да напаѓаат уште 3 до 4 недели, е дека ќе го натераат Иран да побара примири. Но Иран нешто друго направи, а тоа е тој ги удри на два сериозни моменти кои што допрва треба да видиме каков ефект ќе имаат. Прво ги удри дата центрите во Абу Даби, во Дубај, бидејќи тоа е на Амазон. Тие дата центри директно влијаат на берзата, затоа што најголемите пари се одат на вештачка интелигенција и се најголеми подхранувачи. Вториот дел, тие удираат во енергенците. Значи, удираат по енергетска критичка инфраструктура. Сите тие енергенци се потребни да можат овие дата центри да се хранат. Саудиска Арабија го удрија најголемите нафтени резерви, бидејќи од таму го произведуваат, ја фрлија на колена цел Голски залив, затоа што 80% од храната они увезуваат преку теснецот. Следно ги нападна резервоарите за вода и направиат десоленизација. Од кај што ја прават десоленизацијата за вода, они сега веќе не може да го прават тоа. Значи они ќе имаат проблем со вода. И третиот, да кажеме, бран или третиот ефорт кој што го прават на овој трет фронт, кој што сакаат да го отворат, е користењето на етничките шиити кои што се таму поробени, и она што претходно го затнав е тоа историски длабок е многу резот, а тоа е оди до тоа ниво да кој каде седи е битно кај ниво општеството, дали си шиит или си сунит, и од каде доаѓаш и кај ти е класата, кој ти е сталежот во општеството. Со ова фактички сега прва најсериозна загрозена земја е Бахреин според мене, каде што е и петата флота на американците, и ако почнат да се распаѓаат они како кула од карти, ќе се следат Обединетите арапски емирати, Дубај, ќе следи, потоа ќе може да ги потопат и секако Кувајт и Саудиска Арабија. Тоа ќе значи сериозен проблем, бидејќи најголемите инвеститори на берзата за вештачка интелигенција се токму овие земји кои што ги поткренуваат, они најмногу пари имаат дадено во овој дел, и двата најголеми дата центри се токму кај нив.
Но реколте се подготвува долги години, 24 години иранците за себе ово што се случува. Професоре, знам нешто запишувавте, имавте коментар на ово што да се говори. Па да, прво би само би кажал дека е страшен моментот дека еве имаме ние, ако е точно, нели оставаме момент да е тоа фейк ньюс, лажни вести, дека се убиени девојчиња во училиште и нема некоја посебна реакција во светската јавност околу тоа. Самиот тој момент е страшен, значи без да заземам никакви страни. Од секогаш имало некои правила на војување, дури и која ги немало во пишена форма, важи она, нели, како не убивајте жени и деца. Некојаш се почитувало, некојаш нема, постоело низ историјата, еве денес гледаме дека за жал никој не тврди можеби дека е тоа намерно, нели, меѓутоа се случува што е само по себе страшно. Сакав само да кажам дека веројатно Иран ја прави таа стратегија на ефтини дронови, употреба на ефтини дронови за уништување на скапи системи. Ова ќе биде војна на изнемоштување, пред се економско, нели, и не би ни навлегувал многу во делот на професорот. До кога ќе трае војната, мене ми беше спорно делот дека председател Трамп не ги постави јасно на последното интервју кое го гледав, не ги постави јасно целите што сакаат да ги постигнат со оваа војна. Тој само вели, сакам да ги заштитам американските интереси. Што е многу генерално и кој е моментот кај што они би рекле, да, ние успешни сме, или ќе прогласи победа, излегуваме. Од кој е тој момент? Значи, тука има неколку моменти нафрлени, уништување на нуклеарните капацитети на Иран, ама па нели ги уништеа у претходната 12-дневна војна, значи зошто пак би уништувале се, освен нели ако повторно се изгради. Па рече уништување на балистичките ракети на Иран или способностите на Иран за балистички капацитет, што е барање на Израел. Што Иран нема шанси да се согласи, освен ако не биде тотално поразен, затоа што единствена одбрана му се тие. Инаку Иран и Израел многу луѓе имаат представа дека граничат едни до други. Тие се толку далеку, тие ракети летаат растојание како една поранешна Југославија, од Словенија до Македонија, за да стигнат до своите цели и се успешни во погодување на цели. Значи тоа е една софистицирана војна, како и да ја вртиме, нели. Што се случи во моментот? Разорување огромно. Минимум 8 држави се во неформална војна со Иран, голфските држави. Иран самиот е во војна со Израел и со САД. Вклучена е и Британија. Имавме напади дури и на Кипар, нешто што беше незамисливо, нели, на европско тло. Турција е посебен дел во приказната затоа што во Иран има фарсите или персијците, фарски јазик го зборуваат, се 50-60%, ама има добар дел и курди. Дали курдите ќе бидат искористени за некаква пешадија под наводници на Америка во тој бунт кој можеби ќе сакаат да го организираат. Тоа нема да се допадне многу на Турција, за бидејќи станува збор за курди. Од друга страна има и азербејџанци во Иран што не се задоволни, а па азербејџаните се блиски со Турција, а самата Турција е членка на НАТО, така да работите се тотално замрсени тука во целава ситуација и нели може само да се надеваме на не се многу оптимистички прогнози. Можеме воопшто да се надеваме и на што? Практично, бидејќи да, тоа што го говорите дека никој Трамп јасно не кажува кој е моментот, што сака да постигне и не можеме да кажеме ако тоа се постигне што ќе се биде во светот. Нов поредок. Веројатно претпоставува дека со моментот на убиството на врховниот лидер, дека тоа ќе значи некој вид на хаос во самиот Иран и самиот председател Трамп повика неколку пати протестантите да излезат на улици претходно. Тоа не се случи. А имаше пред Нова година таму протести. Така е. Односно после Нова година протести имаше, немири, ама завршија како што завршија. Се справи Иран. Зборите вие и преска кажавме релативно, ние треба да внимаваме што значи тоа протести, кои протестирали, кој ги дал тие информации. Протести на 1 милион луѓе значат многу, ама на 80 милиони кога ќе ги земете во процент, што значи тоа за 80 милиони Иран. И затоа ви реков, многу е битно кога ќе го гледате Иран, да ги гледате овие три колонии. И сега борбата не е веќе за они знаат тие што се прикладни кон режимот, се не може да ги одвратат. И оние кои што се опозиција. Најголемиот проблем е овие неутралните и кои ќе ги добие тие неутралните, бидејќи тие имаат социоекономски проблеми. Сега затоа го спомнав моментот дека постои една теза, пак ќе кажам, не знам дали е точна, дека е намерно исценирано нели жртвувањето на ајтолатот со цел да се постигне таа унитарност во државата, која треба да биде антидот на одбраната на оно што ќе следи. Се согласувам дека курдите сега ќе бидат одлучувачки фактор, но тоа е големо не за Турција, затоа што Турција не верува, бидејќи курдите сега неколку пати беа излажени,
прво за Ирачката војна, значи они учествуваа во сили на отпорот и во Северната коалиција действуваа таму. Потоа околу капацитет и способност ќе добијат федерација или ќе добијат независност во Ирак. И сега трет дел кој што ќе треба да им се гарантира ако се распадне Иран, што ќе значи тоа? Многу битен момент е ако го распаднете Иран, како ќе го стабилизирате регионот. Затоа што тоа е огромни маси на луѓе кои што, внимавајте, причината зошто е проблемот со Израел е заради шиитското население околу Израел, кое што е бројни пријатели гледа во израелското лоби, во Израел. Така да сите тие работи сега кои ќе ги ставите во тој еден амалгам, треба да видите што од тоа, значи кои се ефектите кои што ќе треба да се постигнат. Она што јас го очекувам е дека ако се точни, не верувам дека лажат американците, дека успеале да, нели, воспостават таква супериорност, следен чекор иманентно име да навлезат со копнени сили. Тука веќе ќе имаат сериозен проблем ако немаат ова што го реков претходно, таа неутрална бројка, да може да ја придобијат на своја страна, бидејќи ако тргне таа неутрална бројка, режимот ќе колабира. Значи ако тргнете како што беше во Југославија, они не го скршија војниот отпор, не го скршија населението и опозицијата, они не знаеа притисокот кој што опозицијата успеа да го направи. Не сум сигурен дека можат или дали ќе го постигнат тој ефект овде. Затоа што пак ќе кажам, Иран има многу научено она што го гледаме до сега од реакциите, има своја независност, има своја приказна доктрината која што е прави, но останува да видиме дали тоа ќе се оствари. И да дојдеме до моментот дека да прогласи, да каже Соединените американски држави, да, завршува војната, што потоа? Што можеме да очекуваме на меѓународен план потоа? Па веројатно се надеваат од американската страна дека ќе дојде некој нов лидер според нивна терминологија поразумен што би преговарал и би ги прифатил нивните услови. Мислам дека со тоа Америка би била задоволна до тој момент, меѓутоа прашањето е пак Израел колку е задоволен, затоа што израелските барања се малку поекстремни, веројатно и одат кон некакво распаѓање на Иран, да не постои како држава ако се може, нели, бидејќи тие се релативно земено помалиот партнер во коалиција. Тука е најверојатно и курдското прашање, курдската игра дека ако се разделуваат да биде нова Југославија, значи да се раздели некои помали држави кои што би се врдели, тоа е стравот од Ердоган. И тука интересот на Турција е во прашање, исто и Азербејџан има свој интерес. Така да измешани се прилично лончињата што ќе се случува и се да се заврши утре, нели? Ова е голем удар, ама во континуитет на меѓународното право. Значи не е дека сега направија нешто што го руши меѓународното право, туку се случува континуирано од можеби и од порано, меѓутоа можеби од Косово. Значи барем во косовскиот случај барем имаше некакви обланди и немаше барем припојување на територии. Иако на крај се сведе дека имаше сукцесија на Косово, ама немаше барем она што го гледаме во украинското сценарио кај што Русија директно припојува територии како Крим и така натаму. Значи меѓународното право не функционира веќе одамна. Жал ми е што го констатирам тоа, ама за среќа постои барем на хартија. Се уште. Постои на хартија колку се применува прашање. Ајде малку за она што коментарите во јавноста беа зошто мораме ние да заземаме страна и слично. Како ги коментирате практично официјалните изјави на нашите македонски политичари? Муцунски мислам дека излезе, Сигановска, Давкова, практично си заземавме страна, директно поддршка на Соединените американски држави. Некои велат, никој не бараше од нас да кажеме така нешто, се знае дека е така. Каква е нашата позиција во целава ситуација? Додуша, нели, рековме дека не можеме кој знае колку ние да имаме нека независност, но како ги оценувате овие наши изјави и позицијата на Македонија? Ја лично мислам дека тоа се паметни чекори, затоа што ние суштина на која страна, на Иран страната треба да станеме, што фајде сме виделе. Од Америка претходно ви кажав колку све имаат дадено. Така. Значи, иако ги направивме како дјаволи, не може да збориме начин. Не, пазете, јас затоа реков. Не, за USAID коментарите да се разбереме беа. Да, кога објаснуваме, би требало да нагласиме дека вакви преседани во правото постоеле. Значи, и на употреба и на се. Ова се викаат така наречени extra charter use of force или исклучоци надвор од генералното право за забрана употреба на сила. Ваквите преседани, инаку да не забораваме дека меѓународното право е изградено на база на преседани и на обичаи и на повторено усталена пракса. И дека тоа зависи од политичките идеологии кои што го следеле. За да го пресликаме тоа во домашен план да го разбереме.
како што беше претходно убедување дека комунизмот е добар правец, тоа е кога дојде до смена на политичката елита, политиката го смени, па прифативме предприемачко општество и општество кое што сега се обидуваме да го имаме, да го скрпиме во изминатите 30 години. Значи да имаме демократско општество и така натаму. Значи така е и со меѓународната сцена. Оној правец кој што ќе успее да доминира во рамките на меѓународната сцена, диктира како ќе се интерпретира меѓународното право. Има пракса, значи вие кога ќе ги гледате, пример, тоа е дословце кажано, постои комисија за меѓународно право која што вели дека покрај постоечкото право, тоа е повелбата на Обединетите нации, активно е и обичајното право. Обичајното право е полно со вакви примери на преседани, преемпцијата сега на која се повикуваат и Иран и Израел е обичајно право. Тоа е креирано со Керолин Кейс, познат кейс кој што американците го употребиле врз Канада, каде што тогаш имало размена на меѓу нив, па преемпцијата од тогаш започнала да се користи како преседан. Меѓународниот суд на правдата во два наврати, еднаш во Ойл платформ, друг пат во Никарагва, го признал ова обичајно право, дека постои надвор од сегашното право. Да скратам, нашето право и меѓународното право развиваат различни концепти, тоа е малце тешко и да бара време да го објасниме тоа, но тоа не значи дека нема прекршување на меѓународното право, не значи дека не постојат преседани, не значи дека се ова што се случува е во склад на меѓународното право. Но она што треба да не го заборавиме е што го почнавме на почетокот. Имате смена на концепти идеолошки. Тие идеолошки концепти веќе завршија со еден свет и треба да излеземе од таа матрица за да не биде сето ова шок и да се вратиме во една реална матрица, а тоа е дека земите се алчни, секој го гледа својот интерес и дека ова не го кажувам јас, дека не постојат врвни пријателства, постојат врвни интереси. Тоа значи дека ако се устроите во таква милје, изјавите на Муцунски се апсолутно оправдани. Но да, коментар. Јас значи нели можам да наоѓам мани во действувањето и на САД и на ЕУ, па и на Иран исто така. Меѓутоа, кога е во прашање македонскиот национален интерес, јас мора да се сложам тука. Ние кој избор го имаме освен да стоиме позади САД. Настрана дали сметам дека е тоа исправно и морално, во политиката на крајот што е морално и не е битно. Ако сме прагматични, ние едноставно немаме избор. Кој е изборот? Дејан, не заборавајте, САД не призна подуставно име. Ние сами си скоцкавме. Имаме договор. Не знам дали ме разбирате. Ние Израел, за разлика од Европа, САД не призна за стратешко партнерство. Ние Израел имавме. Ние немаме друг сојузник како и да им звучи на луѓето, освен САД, историски гледано. Кој застанал за создавање на македонската држава? Со трупи директно преку знамето на Обединетите нации, преку мисијата на, како се викаше, Умпредеп, на границата со со Југославија, тоа што не заборавајте дека Сан Стефанска Бугарија е руска творба. Така, не е спор. Вчера го славеа, сосема кратко, бидејќи времето ни истекува. Русија што прави во ситуацијава? Русија користи сега и ова е за нив, да кажеме, на некој начин очекувано. Имаше изјави кои што Путин вели кога прашува зошто не действувате на Иран, да го поддржувате. Он вели, вие разбирате ли дека во Израел се зборува и руски, затоа што екзодусот кој што настанал после тоа има така да таму има тоа само може би ви кажува па колку е доверлив партнер да сте партнер на Русија. Затоа што внимавајте, на пример Иран имаше платено С-400 системи кои што Русија никош не им ги испорача. Требаше да им ги испорачат, не им ги испорача. Следно не заборавајте дека да они вербално стојат за да овој систем ги поддржуваат, го осудуваат сето тоа што е окей, став нивен идеолошки, легитимен, нели, меѓутоа, за разлика од западниот свет, кај што гледате се и Франција и Германија објавија дека и тие веќе ќе се вклучат во целата оваа приказка, кај што имате на солидарност, со Русија немате. Ние историски сме имале проблем. Предавствата најголеми на нашите револуционери доаѓаат преку руски и бугарски канали до Отоманската империја и така натаму. Па и Југославија кога се радуваше кога дојдоа со возилата на Косово, испадна дека дојдоа си отидоа и тоа се памети на некој начин. Тогаш имаше добар пазар со пари, кој што тоа значи секојаш имаат некој лајабилити или некоја слава точка кој што нема да го однесе до крај. И зборам историски сега, до сега не сме виделе нешто поинаку, така да само би додал, лани, 2025 година, Иран потпиша договор за стратешко партнерство со Русија. Помеѓу другото има таму ставки за одбрана. Сега нема наведено дека мора да го бранат, нели го нема она НАТО клаузула, ако ве нападне некој ќе ве брани, но има се друго. Соработка во одбрана и така натаму, пак гледаме дека не се нешто многу ефектуира. Сосема кратко за крај, јас реков, мене ми се чини дека голем дел од светот ова го гледа како видео игра и како дека ќе
помине ова како дека се игра некој нешто, колку можеме и кој може да гарантира дека нема да ескалира во нешто што никој во светот не би го сакал? Тони, ја би рекол дека кога се играте со огнот, вие не знаете кој е ауткомот. Секој конфликт сам по себе почнал со едни цели и завршил со сосема други цели. Ке си ги смените, редефинирате целите така натаму. Ќе ви дам два пример. Руската инвазија врз Афганистан започнува со една цел, редефинирање на целите во нивната историја, русите се победници. Апропо, Америка или НАТО во Афганистан тргнаа со една цел, после 20 години се повлекоа, ги редефинираат целите, имате оно што го имате. Така да, неблагодарно е сега ние да предвидуваме што ќе биде како ќе биде, оно што можеме во краткорочно да кажеме, например, моја претпоставка дека ќе има копнена офанзива, што таа копнена офанзива ќе роди и треба да видиме. Не сум сигурен дека американците веќе немаат однапред предвидено 3-4 чекори што е следно. Дали ќе им се оствари тој калкулус е друг, затоа што реков Иран барем до сега покажува одредена жиловост. Сега веќе влагаме во една одлучувачка точка или да се оди во едната насока или што ги покаже двата правци, дали ќе биде вака или така. И трета работа е да бидеме реални, се она што ние го говориме е врз база на изворите кои што ги имаме, кои што се сервира. Ние сега можеме да зборуваме една друга, меѓутоа не е коректно за гледачите да кажуваме ова е вака или така, без да кажеме да се оградиме и да кажеме дека ова е анализа од извори кои што ние сме ги добиле, тоа е се од отворени извори. Така, многу и фейк ньюс, како што реков, многу работи кои што нема ни многу информација од таму, мислам дека колку 3 дена се без интернет, ако не се лажам, така да информациите, да, многу технологијата многу игра улога во оваа ситуација. Професор, ако немате што да додадете за крај? Па немам што да додам, мислам дека ги исцрпивме темите, нели сега да не звучам као манекенките на избор за мис мир во светот, ама навистина посакувам мир во светот, му треба мир на светот. Да, да се надеваме дека јас затоа прашањето ми беше на крајот дали некој може воопшто да гарантира, очигледно дека никој ништо не може да гарантира, но мислам дека имаше ситуација, некаде беше кажано дека ако имаат нуклеарки, повеќето нуклеарките може да бидат и гаранција за мир. Го кажав јас заедно го разговаравме. Има таква теорија, тоа е докажана теорија, дека тоа е теорија на одвраќање, се вика deterrence, strategic deterrence theory. Тоа е теорија политичка која што дала и се уште се, да кажеме, реалистите ја употребуваат во својата теза наспрот идеалистите дека светскиот мир може да се случува со. Ама ако досега се плашевме од тоа дека ќе се разбуди некој председател пијан па црвеното копче ќе го притисне, сега треба да плашиме од некој алгоритам. Има една страшно добра анализа во тој дел, има една страшно добра анализа која што вели дека ми се чини на Дански институт е потпомогната од САД. Темелна е многу анализата која што вели дека е правена апропо Ал-Каеда, е правена дека државните актери е многу помала веројатноста дека ќе употребат вакво оружје од недржавните актери кои што нема што да загубат. Бидејќи не може да ги одвратите. Ако треба да бомбардирате Ал-Каеда или ИСИС или било која терористичка организација, треба да бомбардирате 50 земји од кај што доаѓаат тие. Овие држави имаат територија, и они имаат консент, имаат нешто што се држи. Целата таа игра може ќе се смени матрицата ако ставите Пјонgjang во игра каде што таму сосема друг калкулус и додеме други перцепции меѓутоа за тоа. Да се надеваме дека има уште разум во светот, па ние ќе бидеме тука да анализираме. Ви благодарам за разговорот. Мене беше интересно, се надам и на гледачите до некоја следна прилика и некоја друга тема, па да говориме и за самата наша Република Македонија и за она што ние можеме да го правиме и за она што го зачна во одреден момент Хаџијанев, а тоа е дека една Европа нас не игнорира и дека таму треба многу повеќе да работиме и да користиме она што можеме и во дипломатски поглед и во меѓународно право, ама некако тешко ни оди. Следен пат се надам на една таква тема. Ви благодарам на двајцата за гостување. Почитувани гледачи, тоа беше Што мисли народот со двајца универзитетски професори. Говоревме, се надевам, на интересна тема за вас и се надеваме дека она што на крајот го кажеме, останало разум во светот, па дека нема да видиме ескалација, дека можеме само да анализираме што се случува во светот, дека нема да сведочиме на нешто што никој не го сака во светот. Останете во добро расположение, ново издание Што мисли народот во понеделник.